добар ден. Ги гледате планедневните вести на Канал Плюс. Почнуваме со најава на дел од темите во ова информативно издание. Здравите прехранбени навики се стекнуваат на мала возраст. Во детските градинки се организираат работилници за здрава храна. Денес е Светски ден на здравата храна. Денес се навршуваат 8 години од загинувањето на Тоше Проески. Концерти, маратони, хуманитарни акции во негова чест. Од понеделник почнува фестивалот In Vinica Veritas. Богата програма, многу хумор и многу гости се очекуваат во Виница. Секоја добра идеја може да прерасне во успешен бизнис. Ова е пораката од прогласувањето на најдобрите бизниси кои се резултат на владината мерка за самовработување. Преку овој проект во период од 8 години собствен бизнис оствариле 7600 лица. Мерката самовработување ќе продолжи да се реализира и во иднина. Преку владината мерка за самовработување, која се спроведува веќе 8 години, 7600 лица имаат отворено собствен бизнис, а дел од тие во својот бизнис имаат вработено и други лица. Владата на Република Македонија до сега има доделено 25 милиони евра за лицата кои започнале собствен бизнис, а овој проект ќе се реализира и во иднина, се со цел невработеноста во Македонија да се доведе на најниско ниво. За следната година веќе планираме грант за самовработување за 920 невработени лица или пак за околу 1000 вработувања кои што сакаме да ги постигнеме во 2016-та. Секој оној кој што има желба да отвори собствен бизнис е поддржан од страна на Агенцијата за вработување, а оние кои што ќе се одлучат да вработат и уште едно лице добиваат дополнителни 92.000 денари. Вице-премиерот и задолжен за економски прашања Владимир Пешевски ги додели наградите за најуспешните проекти од програмата за самовработување. Награда за најдобри предприемачи, најуспешен занечески бизнис и најиновативна компанија добија лицата кои со грант од 3000 евра сега се вбројуваат во успешни бизнис лица. Во пресред на грејната сезона, пожарникарите подсетуваат на обврската за редовно чистење на оџаците, како би се превенирале несакани последици, односно нивно опожарување. Граѓаните на Кочани се подготвуваат за грејната сезона. Командирот на Кочанската територијална противпожарна единица Дејан Арсов пред престојната грејна сезона на пресконференција упати апел до граѓаните да ги исчистат оџаците во семејните куќи и стамбените згради. Имајќи ово предвид фактот дека во текот на претходната грејна сезона ние како противпожарна единица имавме 23 интервенции на запалени оџаци, апелираме до граѓаните уште додека се поволни временските услови да се возможи прочистување на димноводите за да се избегнат опасност од појава на пожари од поголеми размери. За интервенциите на кочанските пожарникари во изминатиот месец од годинава Арсов со изјава. Територијалната противпожарна единица во изминатиот период имаше 195 интервенции почнувајќи од нова година наваму, што е значително зголемен број во однос на интервенциите што ги имавме како противпожарна единица од претходните неколку години. Значи се работи за опожарување, за пожар на отворен простор на 123 интервенции, пожар на објекти на 38 и технички интервенции 34. При тоа пожарна површина од некаде 275 хектари. Најголемиот дел од оваа пожарна површина се наоѓа на територијата на општина Чешиново Облешево, каде како противпожарна единица имавме 29 интервенции, а на територија на општина Зрновци досега имавме 11 интервенции. Во анкетата што ја направивме меѓу граѓаните на Кочани, поголем дел од нив се снабдиле со огромно дрво и ги исчистиле оџаците за престојната грејна сезона. Добри се спремани, спрема се на време дрво се зема. Обезбедени сме со дрво, ја оти рачунаси за понапред. Некој сега што чека некој на крајот, тоа не се зима сега? Некои со дрва, некои со на струја ќе се топлиме. Јас лично на струја, бидејќи живеам во стамбената, па скапо ми е бидејќи ева на кога сме ние тие тарифите, не се излегува на крај. Па спремни сме, земаваме дрва, сме спремни, жако е чисте на време е чисте, да. Останува граѓаните да го сватат сериозно апелот од Кочанската противпожарна единица, се со цел да се намалат штетите од пожарите кои во овој период од годината се должат пред се на неисчистените оџаци.
Денес се одбележува Светскиот ден на здравата храна. Министерството за труд и социјална политика во сите детски градинки организира одбележување на овој ден. Во штипските градинки се одржаа работилници на кои децата се едуцираа за предностите и подготовката на здрава храна, заедно со нивните родители, бабите и дедовците. Имаме изработки од правење на салата од овошје и зеленчук, а со родителите се договоривме тие заедно дома со дечињата да изработат јадење од здрава храна. Оваа прилика ја користам да им се заблагодарам, значи на родителите, затоа што сме сведоци дека има многу прекрасни креативни јадења кои што се приготвени од намирници кои што се здрави за јадење. Ден пред 8 години загина македонската музичка легенда Тоше Проески. 8 години без Тоше, но ниту еден ден без неговата музика. Концерти, маратони, хуманитарни акции во чест на легендата. Македонија и Балканот денес се сеќаваат на Тоше Проески. Имено, на денешен ден пред 8 години загина македонската музичка легенда Тоше Проески, кој животот го загуби во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка, Хрватска. Пејачот со ангелски глас зад себе остави армија луѓе чии срца ги исполнуваше со неговата музика и појава, кои и ден денес со тага во глас поради неговото загинување зборуваат за скромното момче со раскошни потенцијали од Македонија. И оваа година 16 маратонци во негова чест тргнаа од Нова Градишка на 13 октомври, трчајки по рутата која беше последното патување на Тоше. Тие денес треба да пристигнат во Крушево на неговото вечно почивалиште. Фановите на Тоше и годинава на 5 октомври го организираат Звезденото небо со кое одбележаа 8 години од неговиот последен концерт кој беше хуманитарен. Во чест на Тоше завчера концерт се одржа и во Белград. Песните од неговите 7 албуми се уште се хитови и инспирација и за публиката и за неговите колеги. Како амбасадор на УНИЦЕФ и докажан хуманитарец, Тоше е инспирација и за многу хуманитарни акции, каква што беше последната акција организирана од Сдруженијето Цивитас во Штип, под мото «Хуманоста е доблест на големите луѓе». Од понеделник антистрес терапија за виничани со комичниот репертоар од фестивалот Инвиница Веритас. Многу содржини и хумор во разни форми и годинава е во официјалната програма на овој реномиран фестивал. Следната недела од понеделник до петок, Виница ќе понуди вистинска антистрес терапија. Програмата на 7-то издание на фестивалот Инвиница Веритас ќе прикаже 5 небесни комедии, каваретски представи, духовни, шармантни приказни, посветени на мажите, но и на жените, во кои играат познати актерски имиња од Србија и од Македонија. На денешниот прес, организаторот на фестивалот и официјално го најави репертоарот кој годинава ќе абстинира од стендап комедиите. По завршувањето на овој академски дел ќе има една монодрама од Србија, Бојан Љубеновиќ. Монодрама базирана на книгата Писмо од Србија. Ќе игра Јовица режија и игра Јовица Јашин од Србија. Веќе во вторник од 20 часот ќе ни гостува театарот од Штип со представата Лука во режија на Андреј Цветановски. Во представата игра скоро целиот ансамбл на Штипскиот театар. Во среда ни гостува, како и секоја година, театарот Джинот од Велес со представата Спанек со пржени компери во режија на младото режисерско име кое се повеќе значи во таа фела, Ненад Битанов. За прв пат ни гостува и Народниот театар од Битола со представата Без паника во режија на Благој Мицевски. И во петок имаме многу интересна представа. Претходните изданија ги завршувавме со стендап комедија, меѓутоа заради пројавувањето на интерес од самото позориште на Теразијама, тоа е еминентен театар од Белград, кој значи и сега значи во балкански рамки, ако не и најдобриот театар. Во понеделник отварањето на фестивалот се очекува да биде во присуство на Министерката за култура, а и официјално ќе бидат врачени наградите на најдобрите карикатуристи од Иран, Колумбија и Романија. Се пројави голем интерес за конкурсот на карикатура од сите континенти, од 45 земји, 138 автори со 300 дела учествуваа на конкурсот, се избрани добрите карикатури. Интересно е што првата награда е освоена од авторот Иран. Понеделник со представата на Српскиот театар почнува фестивалот. Во продолжение следат
неколку представи од македонските театри и една прекрасна можност виничани да преку хуморот и сатирата во овие 5 дена се дружат и се забавуваат. Користам можност да се заблагодарам на сите кои што придонесоа и беа донатори за да се реализира овој фестивал, на Министерството за култура и за прв пат овој фестивал ќе го отвори Министерката за култура. Покрај представите и карикатурите, на вториот ден од фестивалот ќе биде промовирана нова збирка од афоризми, а паралелно режисерот Саша Нацевски ќе одржи неколку едукативни работилници со средношколците од СОУ Ванчо Прке. Според надлежните, организацијата на фестивалот чини околу 1 милион денари, средства кои се обезбедени од Министерството за култура, Општина Виница и неколку приватни спонзори. Бугарската гранична полиција во местото Средеч во близина на границата со Турција пукала врз мигрант пошто тој починал на пат кон болница, соопшти Министерството за внатрешни работи. Бегалците биле на возраст од 20 до 30 години, најверојатно афганистанци. При апсењето тие давале отпора, еден од полицајците пукал во знак на предупредување. Еден од мигрантите бил погоден и тој подоцна починал од здобиените повреди. Бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој вчера учествуваше на самитот на Европската унија за бегалци, веднаш по веста за инцидентот на границата ја напуштил средбата во Брисел. Унгарија денеска ќе носи одлука за можно затворање на границата со Хрватска со цел сузбивање на приливот на мигранти, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан во Брисел. Орбан рекол дека денеска ќе свика вонредна седница на Советот за безбедност на која ќе се разгледува актуелната ситуација и ќе бидат донесени неопходни одлуки. Унгарија веќе изгради челична ограда на јужната граница со Србија за да го блокира приливот на мигранти, а постави ограда и долж границата со Хрватска. Орбан вчера рекол дека границата може да се затвори во рок од 1 час ако тоа се покаже како неопходно. Лидерите на Европската унија синоќа во Брисел ја прифатија спогодбата со Турција за помош од 3 милиарди долари на Анкара со цел запирање на неконтролираниот прилив на мигранти во Европа. Исто така е постигнат договор во идните недели да се постави гранична стража на надворешните граници на Унијата. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјавија дека членките наскоро ќе ги исплатат ветените 2 милиарди евра за помош на Турција, Јордан и Либан за згрижување на бегалците од Сирија. По пауза од 2 недели, овој викенд ќе се одиграат надпреварите од 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница во ова 10-то коло ќе гостува кај екипата на Работнички. Се очекува интересен меч со оглед на тоа што во првиот надпревар Брегалница е совлада екипата на Работнички. Во моментот, овие две екипи имаат по 10 поени во досегашните одиграни надпревари. Овој меч е закажан за утре со почеток во 14 часот и 30 минути. Останатите двојки ќе играат во недела и тоа Царев двор, Шкендија, Ренова, Турново, Шкупи, Вардар, Силекс, Металург. Во моментот на табелата Шкендија е на првата позиција со 24 поени, бод помалку има Вардар 23, следуваат Силекс со 13, Царев двор 12, Шкупи 11, Работнички и Брегалница по 10 поени. Турново 9, Ренова 6 и на последното место е екипата на Металург Скопје со 5 поени. Утре започнува новата сезона во женската ракометна лига. Женскиот ракометен клуб Вардар новата сезона ја започнува против двократниот европски првак ГЕР, каде главна цел е пласман на завршниот турнир и освојување на титулата. На официјалната веб страна на женскиот ракометен клуб Вардар, тренерката Индира Кастратовиќ посакува полна сала и победа на премиерниот настап. Сакам да ги поканам навивачите да дојдат во што поголем број. Моите девојки
кои ќе заслужуваат да почувствуваат атмосфера каква што има машката екипа. За Гер можам да кажам дека е посилен од минатата година. Се засилија со неколку јаки ракометарки и мислам дека се екипа за респект, но не треба да претеруваме со тоа, сепак тие гостуваат на нашиот терен. Вардар минатата сезона со Гер играше во четвртфиналето од Лигата на шампиони и имаше позитивен биланс, победа дома со 24-18 и реми на гости со 27-27. Надпреварот почнува во 20 часот и 15 минути. Ова беше се што подготвивме во планемните вести на Канал Плюс. Повеќе за денешните актуелности гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!